Лично, само ќе цитирам препорака од декларацијата во Будимпешта за отворен пристап и таму се вели дека не треба да го следиме факторот на влијание како метрика за научно влијание, туку да употребуваме и охрабруваме други метрики за научно расширување на информации. Она што ги имаме најверојатно е тековно единствената верзија во живо на едно отворено списание на интернет, и ова е сајт кој што понатаму може да го видите во презентацијата. На трите главни уредници им испратив имейл на трите отворени списанија кои што ги следам и добив само ваков линк. Македонско списание за медицински науки се уште се во бета верзија, се уште не се пуштени јавно достапно. Како што може да видите, македонското списание за хемија и хемиско инженерство има во отворен аксес, отворен пристап. Тоа значи дека може да се пристапува отворено. Не треба да се бараат право од големи издавачи за да ви стане познато списание, бидејќи има фактор на влијание, што е битно за кај нас. Но исто така треба да се внимава на квалитетот на истражувањето кој што се објавува во него. Се вратиме малку назад. Што имаме веќе? Значи имаме Национална дигитална библиотека, нема да одам на линков, бидејќи најчесто има документи поврзани со културно наследство, но имаме виртуелна библиотека на Македонија, која всушност е националниот портал каде што може да имаме пристап кон повеќето надписи. Штета што немаме многу време да разгледаме оваа тематика, но да се обидам да барем да пребарам тука или барем да го потребам како пример дека нашата инфраструктура постои, но не на ниво кое што е задоволувачко. Ќе одам. Ќе ги пребарам само изворите со отворен пристап. Ќе се обидам да додадам буква А, направам пребарување. Значи во принцип имате линкови кон списанија со отворен пристап. Некои од нив не се функционални или немаат платформа, но ова, например, е добар пример како може да имате пристап кон тоа што е индексирано во Националната дигитална библиотека. Исто така имаме и DSpace складиште, кој што мислам дека Метаморфозис го имаш имплементирано. Го проверив вчера и се чини дека не работи. Што е малку лошо, ве молам поправете го. Што е тоа што не треба? Сериозен пристап кон нашата национална инфраструктура, национално складиште, како што слушате од првата презентација, политиките за отворен пристап, за нив ќе зборувам подоцна, активно вклучување на професионалци во однос на библиотекарството и менаџери за информацијски технологии во однос на
библиотеката, значи зборував дека треба да се отвори ваков центар во секој факултет или секој универзитет или секој факултет. Тоа е срцето на ова истражување за сето тоа да биде достапно и пристапно во рамките на институцијата и надвор. Обучувачите во Македонија може ги има тројца, четворица кои што имаат ваков сертификат. Зошто тоа важно? Важно е бидејќи информатичката писменост ќе расте ако ги обучите вашите студенти да ги заштитуваат нивните права, тоа значи дека ќе користат интернет како професионалци, ќе користат како некој што има потреба, го гледаат на поинаков структуриран начин. Тука имаме иницијативи за отворени податоци во однос на владата, исто така јавната свест за овие работи, главното прашање на оваа конференција